Добро вечер во отвореното студио на телевизија Нова. Иако непланирано вечерва повторно ќе се дружите со мене Анита Петровска-Рајковиќ. Зошто велам непланирано? Затоа што вечерва требаше да имаме полно студио гости. Гости од сите политички партии, но вечерва јас ќе разговарам само со еден човек, единствениот човек кој што дојде да биде присутен на дебатата. Сите останати откажаа. Со мене е само господин Стефче Екимовски. Добро вечер. Добро вечер. Господин Екимовски, сите откажаа учество од вечерашната дебата. Требаше да имаме и од Социјалдемократскиот сојуз, господин Чилегов, требаше да го имаме господин Павле Трајанов, требаше да имаме господин Тиле Димовски. Зошто никој не сака да дојде на дебата со вас? Прво, добро вечер во ова прекрасно студио. Јас сум фасциниран од убавината на ова студио. Како да кажам, впечатокот ми е како да сум во CNN или во некоја телевизија овде во Македонија. За прв пат сум во вашата телевизија. И драго ми е... да бидете толку финки, ми биде тешко да ви контрирам, а јас морам вечерва јас да ви бидам контрашотни. Добро, само сакам да ги пренесам, да ги доловам импресиите до гледачите. Како да ви кажам, лесно е да се боксува со боксер во мува категорија, потешко е да се боксува со боксер во тешка категорија. Сепак силата на аргументите со кои што јас разговарам и со кои што се служам во мојата реторика се доста тешки за моите политички противници. Социјалдемократскиот сојуз можеше да се види преку своите две интервјуа нарачани на една од телевизиите, каде што прашањата дадени токму во кујната на Социјалдемократскиот сојуз на нивните новинари како поминаа добро. Еден од тие новинари сега е веќе началник за информирање во Министерството за внатрешни работи. Нели зборуваме за избалансирано новинарство и така натаму. И видовме дека се обидуваат и во мојата општина со лаги измами да ги манипулираат граѓаните, па кога нема да успеат ќе ги пуштат како невладини организации или граѓани и така натаму, но јас сум подготвен и како што можеше да види јавноста и со граѓани, со невладини организации, нема проблем. Кога имаме аргументи и кога сме подготвени да ги браниме своите аргументи, нема зашто да бегаме од било кого. Сакам да ги поздравам овие дебати и мене ме зачудува што опозицијата бега од дебати, од квалитетни и аргументирани. Бегаат сите од дебати. Јас како новинар се чудам, сите бегаат. Што значи, дали Стефче Екимовски е силен на јазик, па другите нема да дојдат до збор? Зошто ни се случува да не можеме? Силни се аргументите со кои што зборувам и настојувам секогаш да зборувам со аргументирано. Морам да кажам дека зачудува фактот што, да речеме, некогаш власта бегаше од дебати. Искрено кај мене тоа доаѓаше на осуда, но сега ме зачудува што опозицијата бега од дебати. И јас одговорно сакам да кажам дека секогаш кој ќе поканите представник од ГРОМ, секогаш овде ќе имате представник од нашата политичка партија. Неодамна можевте да видите нашиот колега Љупче Пренџов беше тука, потоа господинот Виктор Цветковски, иако тројца готово речи опозиционери против него како еден представник од, во наводници кажано, владината коалиција, практично 3 на 1, меѓутоа ние не бегаме од дебати, а Социјалдемократскиот сојуз очигледно дека сака да избегне аргументирани и квалитетни дебати и дека настојуваат да ја пласираат и да се обидат да ја пласираат само нивната вистина, што очигледно кај граѓаните на Република Македонија не проаѓа. Господин Екимовски, дали би имале против вечерва јас да ви бидам контрастраната, односно се обидам да бидам контрастраната која што ќе ви опонира и да бидам малку дрска и да ви поставам малку дрски прашања? Дали ќе имате против? Морам да се извинам, бидејќи тоа вообичаено домакинот не го прави, нели? Така ќе биде и поквалитетна емисијата и она што сакам да дополнам дека убаво е да има дебати и јас поздравам тоа што вашата телевизија ги отвори портите за дебати, сите кои што се добронамерни, граѓаните се тие кои ќе проценат кој е во право и на кого се подготвени да му ја дадат довербата. И мислам дека треба да се престане со едностраното пласирање на информации, едностраните приказни, туку преку вакви квалитетни дебати може да се дојде до отприлика вистинскиот патокас кој што го барат граѓаните на Република Македонија. Така. Ајде тогаш да се вратиме назад во времето. Вие бевте долги години дел од Социјалдемократскиот сојуз, бевте во коалиција со нив, бевте и министер, сега сте од оваа страна. Дали ви пречи тоа што сега велат, вие ништо не направивте во тоа време, што па сега велите дека сте направиле? Зошто не направивте ништо во времето кога бевте во СДСМ или зошто велите дека СДСМ нема платформа или не се добри и занеминавте од нив?
Добро, јас кога сум бил во Социјалдемократскиот сојуз, јас бев градоначелник на општина Карапош и бев прогласен за најуспешен градоначелник во Југоисточна Европа и како што видовте на изборите 2013 година, одлучив ги послушав своите граѓани и излегов на избори и граѓаните јас бевме во право, значи го победив и Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН, така да не можам да кажам дека граѓаните не го вреднуваат тогаш она што јас го изградив во Карпош заедно со Социјалдемократскиот сојуз до 2013 година. Ако мислите на она време кога сум бил министер во владата на Република Македонија, све зависи од каков концепт имате владата. Све зависи како е, да речеме, водечката партија. Водечката партија беше Социјалдемократскиот сојуз, јас тогаш бев член на Либерално-демократската партија како министер за економија и потоа министер за труд и социјална политика и многу е битно отприлика каков пас ќе дава Министерството за финансии, дали е подготвено да ги поддржува програмите на другите министри во владата на Република Македонија. Она што го карактеризира Социјалдемократскиот сојуз е кога има власта во Македонија, тие се трудат само политичките процеси да бидат стабилни во државата. Значи, да не се преврти политичкиот брод. Додека економскиот дел, развојниот дел, градење на инфраструктура, инвестиции странски, домашни и така натаму, тој дел го запоставуваат или недоволно го познаваат. Сега се гради премногу? Или порано се градило премалку? Кој ваше став? Мислам дека има малку разлика во концептот. Социјалдемократскиот сојуз се обидуваше да гради повеќе во инфраструктура. Меѓутоа, она што сега се гради во инфраструктура, тоа далеку повеќе во однос на тоа што се градило. И она што и ние како политичка партија го поддржуваме и затоа што влеговме во оваа влада е тоа што се градат крупни инфраструктурни проекти. Патишта, модернизација на железница, телекомуникацијски врски и така натаму, што е многу битно за граѓаните на Република Македонија. Вие гледате дека во моментов се градат 5-6 патни правци во Република Македонија, што никогаш не се правило. Од она, ако земеме објекти, многу критикувани беа и се да речем објектите во централното градско подрачје, меѓутоа не може само за тоа да зборуваме, значи изградени се многу болници, реконструирани болници, спортски објекти и така натаму. Ова Скопје 2014 година еден од критизерите сум бил јас, меѓутоа искрено да бидеме, тоа веќе заличува на нешто. За спомениците и натаму имам јас негативен став, меѓутоа она што значи малиот ринг и Скопје 2014 година веќе тоа заличува на нешто. Она па друга крајност, па ништо да не се направи во државата за 4 години и тоа не одговара. Не знам дали знаат граѓаните на Република Македонија дека за 4 години власт Социјалдемократскиот сојуз од 2002 до 2006 година еден објект владин е изграден, тоа е управната зграда на Царина која што се наоѓа во непосредна близина ова е факт. Ова се факти во непосредна близина на спортска медицина. Сакам да кажам дека и таа работа не ја бива. Или сакам да кажам уште една работа. Ако се сеќавате на она обврзница од 150 милиони евра што пред месеци, колку беше, пред 2 месеца доспеа за плаќање, таа обврзница беше издадена во 2005 година, крај на 2005 година. Тогаш седнавме неколку министри, премиерот и имаше повеќе професори од економскиот факултет, како Гоце Петревски, како, мислам дека беше доктор Сенте Богоев, Џон Јоновски како советник, така натаму, и се дојде до еден заклучок дека е непотребно да се потикне економијата во Македонија, да издадеме обврзници и да се започне со силни државни инвестиции. Знаете што се случи со тие 150 милиона евра? Тие 150 милиона евра ги потоа беа префрлени во девизни резерви на Република Македонија. И тие стојат там. Тие средства тогаш што ги имобилизиравме, за овие 10 години ние плативме 70 милиона евра камата. Сега кажете ми, за само да не стојат. Само да стојат во девизни резерви, имали таква логика да место 150 милиона евра да се бризгаат во стопанството, во изградба на инфраструктура или други објекти и така натаму, значи да се потикне економијата, таа беше и намената, тие се имобилизира во девизни резерви, а денеска сме платили повеќе од 70 милиона евра, што значи дека тоа се, како да кажам, различни политики, очигледно овие политики кои што ги води владата наидуваат на поддршка кај граѓаните на Република и Македонија. И од тамо е тој висок рейтинг.
Се сложувате ли се со ВМРО ДПМН, бидејќи вас ве прозваат дека сте, дали се чувствувате, ќе ве прашам како предавник, во времето кога СДСМ одлучуваше дека нема да оди на избори, вие одлучивте дека сакате да се обидете да ја добиете поддршката од граѓаните и ја добивте. Веле дека сте предавник, дека сте се свртеле сега на кај страната на ВМРО само за да седнете нели на столчето. Дали се чувствувате така и дали се согласувате за се со ВМРО ДПМН? Добро, Пито Гули не е послушал наредбата на горскиот штаб на Мечкин Камен и одлучил да остане на Мечкин Камен. Според тие тези на СДСМ, Пито Гули треба да биде предавник, а не херој. И јас не ги послушав погрешните политики на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е исто како некој да одлучи, не знам, да се одиме по Нијагара и одлучува да се пушти по нивните водопади. Ја не сум спремен да се самоубијам. Они беа спремни евентуално да се самоубиваат. И очигледно беше дека само 15 дена после тоа тие дојдоа на избори, меѓутоа потполно неспремни. Практично го спуштија гардот, ги оладија, ја намалија тензијата, веќе некои луѓе се преструктурира на другата страна. Јас тие избори ги дочекав подготвен. Граѓаните на општина Карпош бараа да излезам на избори и тоа го покажаа граѓаните, затоа што и јас сум им благодарен, мислам дека и тие со тоа што еве и извојувавме победата во спротивно Јагна Лакуновска, ќе беше денеска градоначелник на општина Карпош. Јас сум горд на таа своја одлука и мислам дека првиот круг, особено по завршувањето на првиот круг, тоа е мојот највеличанствен ден во мојот живот и она што е најбитно ме направија горд на својата одлука, на своите сограѓани. Кај мене донесоа едно уште поголемо чувство на одговорност кон функцијата што ја обавувам, но во исто време ми ги разбистрија хоризонтите за тоа колку Социјалдемократскиот сојуз ме почитувал, колку ме респектирал и практично таа моја одлука само им овозможи да се ги отворат срцата и душите и да ги кажат сите гнасни работи што има да ги Островен кажат за напаѓа, мене. многу гнасни работи извадија за вас. Од венци со црн повес на кој што пишува почива Мир Стевче со запалена свеќе, од тоа што се обидува мојот пес да го отројат, од тоа што се јавува ноќе во 3, во 4, во 5 да им претат на моите деца, од разни погрдни зборови за мои најблиски членови на семејство, пишување на тарави и така натаму. Се тоа работи ние со ВМРО ДПМН сме биле љути противници. Меѓутоа таа борба била витешка. Ние никогаш не сме се спуштиле под одредено ниво во кое што мешаме семејство, блиски членови од семејството и така натаму, со такви гнасни работи приземни. Сервате на политичкиот. Така, политичките битки биле меѓу нас и мислам дека граѓаните препознаваат фер борци во оваа политичка битка и оние што се кукавици. Се согласувате ли и сега еве и денеска се со ВМРО ДПМН? Дали може би сметате дека некаде грешат или секаде се во право? Дали се согласувам? Ако мене ме прашувате, нема теоретска шанса и јас да му дадам на Заев да го прави ова што го прави. И јас некојаш не можам да му се значудам од премиерот Груевски како дозволи да објавува снимки. Сметате дека премногу беше мек спрема? Мислам дека премногу е мек или е премногу одговорен Груевски. Јас не би постапил така во момент кога јас би бил премиер на Република Македонија и да дојде некој да ми се заканува во премиерскиот кабинет со не знам какви докази или било што. Прво што треба да се случи, треба да заврши во притвор. Ако има докази, ќе ги вади од таму од притвор. Кога надлежните судски органи во оваа држава ќе докажат дека јас сум криминалец, тогаш ќе отидам да му правам друштво, ама дотогаш не би ни случајно дозволил ваква ситуација, ваква циркусијада што се направи овде во Република Македонија. Мислам дека премногу остапки даде ВМРО ДПМН во оваа политичка битка во Република Македонија, која очигледно дека Мораше да ги даде од што е одговорна или ги даде затоа што се плаши? Не мислам дека се плаши, мислам дури дека премногу се предпазливи, премногу се одговорни во оваа ситуација и јас и вие можете да ги видите и нашите пресконференции во кои што го повикавме господинот Груевски и господинот Ахмети. Тие водат Република Македонија, тие го имаат мнозинството во парламентот. Точно е дека на избори не бива без опозиција, ама
оваа ситуација па ептен не ја бидува. Удрете си на маса и превземете си ја одговорноста. Или ќе одиме на избори сега, или 2018 година, и повеќе околу тоа прашање не треба да има дилеми. Затоа што, извинете, меѓутоа анкетите покажуваат каде е поддршката на граѓаните на Сметате дека не требаше да седнат на маса во прашање? Видете, дека одреден политички компромис треба да има. Јас се сложувам дека треба да има. Меѓутоа, длабоко стојам за тоа дека оној што не добил поддршка од граѓаните не може да седне во министерска фотелја. И сега еве да прашаме на парадокс. И кон граѓаните можеме да се обратиме. За мене викаат дека сум јас дел од власта на Република Македонија. Дел од власта со еден заменик министер, кој што нема право на подпис. Вашата партија? Мојата партија, Гром. А пазите, СДСМ има 2 министри, министер за внатрешни, министер за труд и социјална политика и 4 заменици со право на вето, а мојот министер нема ни право на подпис. Овој министер за внатрешни работи под своја команда има 12.000 луѓе и широки овластувања. Министерот за труд и социјална политика под себе има 150.000 семејства. Значи, кои се под системот на социјална заштита. Дали се корисници на еднократна парична, на социјална помош, инвалидизирани лица, цивилни инвалиди, воени инвалиди и се она што дечијата заштита и така натаму, се значи што оди под плаштот на ако на тоа додадеме и фондот за пензиско, кој што има 470.000 осигуреници, може да мислите колкава популација офаќа Министерството за труд и социјална политика. И што би било гром кога би имало 2 министри, овие 2 министри да ги има граѓанската опција за Македонија и 4 министра со право на вето, па да видиме која партија би било граѓанската опција. Тогаш и вие немаше да не дојдете на дебата. А сега, пазете, Социјалдемократскиот сојуз, они биле опозиција. Јас одговорно тврдам дека денеска опозиција во нашиот парламент се Солза Грчева, Роза Топузовска и господјата Буралиева и тие 5 пратеника кои што се од све друго власт. И имаме една навистина смешна ситуација и она што јас сметам дека ни случајно не смееше да се дозволи да оној што не добил поддршка од граѓаните да влегува во владата на Република Македонија. Народот ова може да го свати вака или онака. Дали мислите дека ВМРО ДПМН премиерот Груевски толку попушта за овие работи затоа што сака да се истера работата на Веделина, а нели е свесен дека може би работата и да не се истера на Веделина, односно како се друго што се заокружува кај нас, ети на ова да не го видиме крајот, зборувам за прислушкуваните разговори. Каде е тука храброста? Дали тој е толку сигурен дека ништо нема да испадне од овие прислушкувани разговори, дека нема криминал, или има криминал па се обидува сега да го зацкрие? Која е причината поради тоа што толку многу се дозволува сега да се преговара, разговара и договара? Негош вика, кој највишле седи, најдуже мора да гледа. Значи, Груевски е највисоко во лествицата на извршната власт на Република Македонија и тој има врска најдалеку да гледа. Тоа значи мора да ги пресметува најдалекусечно последиците од политичката состојба во Република Македонија и таа политичка состојба како се рефлектира на економскиот живот во државата, на угледот на земјата, надворот од незе, на економските перспективи на државата и на СЕОНа. Значи, тој е повикано од нас и веројатно благодарение на тоа што многу повеќе информации се вкрстуваат кај него, значи веројатно и донесува такви одлуки. Јас сум убеден дека тој не се плаши. Второ, сум убеден дека сакат да излезат работите на чистина. Самиот факт што премиерот вети и дојде на 15 јануари и си ја поднесе оставката, самиот факт што прифати да има специјално јавно обвинителство и тоа спротивно на Устав и Закон за судство, значи покажува дека апсолутно не се плаши и дека и тој е подготвен да се истераат работите на чистини. Преговара и за Законот за медиуми. Вечерва во клубот на пратениците повторно средба со ванхоите. Ја имаме нашата колешка Пандорче Антевска која што цел ден ги следи овие преговори. Ми јавуваат од режија дека можеме да ја вклучиме во живо со најновите информации. Пандорче, дали се слушаме, дали заврши средбата, има ли конечно нешто да се каже? Анита заврши паузата, не заврши средбата. Очигледно ова ќе биде уште една долга ног за луѓето кои што преговараат, односно за представниците на политичките партии и за посредникот Ван Хауте,
тука на помош од почетокот на средбата и амбасадорот Джес Бейли. Накратко сега само што го застанавме новинарските екипи Ван Хауте, го прашавме дали има нешто ново. Не сакајќи многу да коментира, само потврди дека ДУИ, политичката партија ДУИ предложила некакво компромисно решение за кое што пак се свика пауза од околу час време и пауза заради консултации дали би можело ова компромисно решение на ДУИ да ги приближи ставовите на политичките партии околу регулирањето на медиумската сфера. Инаку Ван Хауте неколку пати застана да одговара така и формално и неформално на новинарските прашања. Кога излегуваше на пауза, рече дека исто не знае до кога ќе траат преговорите. Меѓутоа е добро кога партиите дискутирале и можно е да работиме цела ноќ, рече Ван Хауте. Доколку е подготвена изјавата негова од пред околу 1 час, јас предлагам да ја слушнеме. Добро е што партиите се уште дискутираат, тоа е секогаш позитивно за господинот Ван Хауте. Имаме традиција да работиме понекогаш и во текот на целата ноќ, така што не ја отврлуваме можноста тоа да се случи вечерва на кратко. И господинот Ван Хауте е тука да работи се додека партиите се спремни за диалог и да разговарат со спремност. Инаку посредникот Ван Хауте го запрашавме и за рокот кој што истекува до петок, дали тоа нешто ќе значи да се убрзаат работите. Тој рече дека не може да преудицира, дека преговорите продолжуваат и се додека не се дојде нели до конечно решение. Пред да влезе во 17 часот рече дека ситуацијата не е безнадежна. Меѓутоа, уште еднаш ги потенцира цврстите ставови на двете политички партии и, како што кажа тој, камен на сопнување е владиното рекламирање и составот на Советот на Агенцијата за медиуми. Преговорите продолжуваат, како што вети Ван Хауте, ќе ни известува за се што ќе биде ново, што ќе се случува овде во клубот на пратеници. Ти благодарам Падорче за ова јавување, ти благодарам што цел ден ги следиш овие средби, што се уште ќе останеш до самиот крај. Се надеваме дека можеби ќе го видиме скоро крајот. Дали добро те разбрав дека се работи за нов предлог на ДУИ, кој што можеби да ги смири страстите и да ги приближи партиите, или се работи за некој вид модификација на веќе досегашните предлози? Како што рече посредникот, албанските политички партии секогаш предложуваат вакво компромисно решение. За што станува збор, ќе видиме нели до крајот, ноќта е долга, меѓутоа станувало збор за компромисно решение кое што предизвика пауза од повеќе од 1 час заради консултации меѓу представниците кои што преговараат. Ти благодарам, Пандорче, ти благодарам за вклучувањето во отвореното студио на телевизија Нова, вие останувате таму. Слушнавме, се уште трае, веројатно и цела ноќ ќе трае. Вие не сте во Пржино. Имате ли информации што се случи? Што мислите за целиот овој процес? Еве овие сите предлози, закони, Ван Хауте, СДСМ, ВМРО, ДПМН? Не, немам информации, но она што можам да го видам и како човек кој што се бави со политика, некој цело време тврдеше во Република Македонија дека медиумите имаат проблем со власта. Очигледно е дека медиумите имаат проблем со опозицијата. Медиумите имаат проблем со сите, излезе на крајот. Па не би рекол. Опозицијата е таа што сака да ги нормира, што сака да ги регулира. Еве гледате вечерва. Се имам прашање до Социјалдемократскиот сојуз. Вечерва не им се допаѓал соговорникот и тие не дојдоа на оваа дебата. Се сакам да прашам што мајке бараа кај Латас. Знае каков соговорник е исто Латас, исто имале да одберат дали ќе одат на таа дебата или нема да одат. Они одеа на таа дебата, господинот Заев одеше кај Латас, сметајќи дека дошол со куп документи и дека ќе фасцинира јавноста, меѓутоа испадна нешто сосема друго. Таму и што сакам да кажам, дека може... Колку се исплаши, од вас, од мене или од телевизијата? Од аргументите. Или од својот недостаток на аргументи. Основното е да се знае во оваа ситуација дека ние можеме да зборуваме за регулација на државниот медиум кој се плаќа со народни пари.
ние може да зборуваме за Советот за радиодифузија или како се вика агенција, поново. Но не можеме да зборуваме за приватните медиуми. Едноставно каналот го сакаш или не го сакаш и доколку еден медиум сака да биде кредибилен и гледан, тој мора да биде објективен. Но она што зачудува кај опозицијата во оваа ситуација и кај што како што се обидува да ја наметне целата состојба во регулација на медиумите е да се регулира по принципот за власта и за опозицијата. Но во ниеден момент не се размислува да се направи регулација на медиумите за да се дојде до вистината. Па веројатно медиумите постојат за да ги информираат граѓаните, за да се дојде да ја слушнат граѓаните вистината, а не да им служат на политичките партии. Дали Стефчо Јакимовски е приклонет еднаш кон СДСМ, еднаш кон ВМРО, или пак Стефчо Јакимовски си гледа својата партија да си утре доколку и ВМРО ви отиде контра вашите ставови би ги напуштиле? Апсолутно, доколку со некои ставови, например, ние не го поддржуваме договорот од Пржина. Ние не го поддржуваме специјалното обвинителство. Ние не поддржуваме двојство во правниот систем во Република Македонија. Трето, специјалното јавно обвинителство е избрано спротивно на закон за судство и спротивно на Уставот на Република Македонија. Вие директно го посочивте на пресконференција. Да, ниту една политичка партија не го посочи тоа. Да речеме, Тодор Петров отиде понатаму со тоа што поднесе представка пред Уставниот суд на Република Македонија. И ние сме длабоко сигурни во себе дека оваа работа што е направена е противуставно. Повторно ќе кажам дека три свети работи е Уставот, знамето и грбот. Овде некој нас со посредство на меѓународната заедница ни гази врз знамето. Нека извинат, ама за тој устав ние 2001 година леевме крв. Дадовме жртви. И нека извинат тие што не тераат да газиме врз уставот, нека се обидат, нека ни кажат кога тие го сгазиле нивниот устав. И ако одиме да спроведуваме директиви, да спроведуваме закони, да го правиме нашиот правен систем компатибилно на нивниот, кога ќе ни текне, ние државата од правна ќе ја претвориме во политичка држава и ќе можеме да се тераме. Значи политичарите може да седнат, четирите поглавици што во Пржино може да седнат. Меѓутоа им дозволуваме. Партиите им дозволуваат, не ние граѓаните. Не. Ние, меѓутоа, затоа јавноста треба да се крене. Експертската јавност, сите, не може да се крши устав. Значи, партиите треба да најдат решение со политички средства. И овие што вршат притисок од надвор, исто така не треба. сме кадарни, не знаеме да седнеме. Еве вечерва не знаевме да седнеме. Да, но не со кршење на законите на Република Македонија и со кршење на уставот, затоа што ние во тој случај од правна тежиме да бидеме правна држава, каде што треба да владае правото, се претвараме во политичка држава. Овие четири поглавици може да седнат утре во Пршино да кажат не важи закон за сообраќај, може да вози кој како сака, кој од лево, кој од десно, не важат закони за ограничување на брзина, црвено и така натаму. Можеме ли ние така да правиме? Ќе се седнеме било кој закон ќе го суспендираме. Еве го проблемот кој што ни излезе, кој што ни се јавува, еклатантен пример е нашиот генерален секретар господинот Виктор Цветковски и неговата представка до обвинителство, односно неговата тужба до обвинителство во кој што тој го тужи Социјалдемократскиот сојуз за нарушување на приватноста. Основното обвинителство, да, за прислушуваните разговори, бидејќи во една од бомбите го имаше негово, каде што нема ни К од криминал, и човекот за нарушување на приватноста го тужи Социјалдемократскиот сојуз. Основното обвинителство во Куманово му одговара, значи со решение му отфрла тужбата во која што вели дека треба да гони по приватна тужба и го искористува правото на жалба. Се жали до висшето обвинителство го враќа предметот назад и му наложува на основното обвинителство дека мора да гони по службена должност, бидејќи телекомуникациите, комуникацијските врски, нивната регулација, контролата нивна ја врши државата и тоа не може да се остави. Ако некој го пробие тој систем, не може вие да гоните по приватна кого ќе гоните? По службена должност. Што се случува? Господјата Катица Јанева го зема и тој предмет, го известува господинот Виктор Цветковски дека неговиот предмет е КНЗ. После само месец дена му праќа, пазите, не решение, туку известување дека треба да гони по приватна тужба. Значи, не може на кривична тужба да се одговара со известување, туку мора со решение и со правна поука. Ниту има правна поука, што значи му е ускратено уставно загарантираното право на жалба и на правна поука. И она што е најбитно, висшето обвинителство се произнело по ова прашање, а сега специјалниот суд има свое друго мислење. Еве го двојството во нашиот
правен систем, а прашање е во оваа цела ситуација уште колку ние ќе имаме вакви двојства и колку небулозни работи во кои што само целата држава си ја ставаме во Господин курсор. Екимовски, меѓутоа без Амин на ВМРО друга работа. ДПМН немаше да се има ниту специјално јавно обвинителство, ниту заменици министри, заменски министри, како сакате, значи мораше ВМРО ДПМН да се сложи со тоа. Така. Што сакам да ви кажам? Бомбите почнаа да се објавуваат во февруари, Пржевскиот договор е во јуни. Тоа се 4 месеца, така ли? Господјата Кати Сејанева е на 15 октомври избрана, на 15 февруари таа се обиде наврат на нос да процесуира некоја кривична пријава, која што гледа дека се види дека е неиздржана и беше обичен маркетинг и така натаму. Што сакам да кажам? Ние за Зврлевски за 4 месеца констатиравме дека е неефикасен, дека молчи и дека не сака да врши истрага за овие прислушкувани разговори, а за исто така 4 месеца практично ние од Кати Сејанева немаме никаков резултат. И не можеме ни да имаме, затоа што за да се утврди вистината во тој дел е потребно многу повеќе време, меѓутоа жалосно Така велат и експертите. Меѓутоа жалосно е што некој се обидува специјалното обвинителство да го инструментализира и да го претвори како дел од политичката кампања за овие избори, надевајќи се дека таа еднострано ќе ги гледа работите и ќе процесуира некоја кривична пријава против власта, а да тоа биде во полза на опозицијата. Јас одговорно тврдам дека во Македонија не постои граѓанин, без разлика дали е симпатизер или е член на ВМРО ДПМН или на Социјалдемократскиот сојуз или на друга политичка партија, кој не сака да знае интимно вистината. Дали Груевски има криминал или нема криминал? Сакаме да знаеме, ќе дознаеме ли? Така, дали, не знам, Зоран Заев прислушкувал, давал пари за таа работа или тоа го правила власта? Дали Зоран Заев исто така е вмешан во криминал? Нема граѓанин кој што не го знае. Не сака тоа да го знае, но во исто време обвинителството, Советот за односно специјалното обвинителство, вака како што ја тера едноставно работата, ќе го девалвира целиот процес и ќе го сруши својот кредибилитет. Ако иде да тоа биде една стамена, коректна истрага, како што треба да се спроведе, тогаш ќе се дојде до вистината и она што е најбитно за граѓаните на Република Македонија. Првото што треба да се знае дали тие разговори со кои што они оперираат се вистински или се лажни. Дали се монтирани или се вистински. Нека ми одговори некој во која акредитирана светска лабораторија досега било кој разговор отиде за да се потврди неговата автентичност. Никаде. И што правиме сега ако, например, имаме неодредена кривична тужба и се испостави после 3, 4 или 5 години дека нема ништо. Дека нема ништо, дека разговорот бил монтиран. Што правиме тогаш? Значи, првото што треба се направи се утврди автентичноста. Е ли тоа точно што пишува, односно дали CD-то со кое што се располага и разговорот е лепен или не е лепен. Ако не е лепен, се продолжува истрагата. Второ, битно е за овие граѓани да дознаат кој прислушкува луѓе. Најбитно. Или некој са пари ја шпионирал оваа држава. Доколку е прислушуван врвот на нашата држава. На основа на тие индици. Нема да зборуваме кој е. Така е, на основа на тие индици. Функцијата премиер, функцијата министер, функцијата кога некој не ги прислушувал, што останува за нас обичните граѓани, кои не сме подложени значи, на рекет. Во основа на тие индици потоа мора да се обезбедат докази. Ако тие докази се валидни, тогаш може да се некој кривично гони и врз основа на тоа да биде осуден. Извинете, ама додите во постапка во која што врбувате, односно се обидувате да подкупувате заштитени сведоци. Заштитен сведок не е ништо друго, туку кодош кој што се обидувате да го подкупите. Кој е тој денеска кој што доброволно ќе иде за одредена работа да сведочи, ако не му прети казна затвор, евентуално, или ако со пари не се купи. А очигледно дека такви работи се случија во Република Македонија и тоа токму од специјалното обвинителство што е срам за правната фела во Република Македонија. И што сакам да кажам? Дека не може некој за 4 месеца да смета дека треба да се урне кредибилитетот на јавното обвинителство на Република Македонија на чело со Зврлевски, а во исто време 4 месеца проаѓаат на специјалното обвинителство и ние таму само видовме циркус и ништо друго. Ако е толку спремно тоа обвинителство, зошто за овие 4 месеца не дојдовме до резултат? Затоа што е невозможно и затоа што таа постапка мора да трае многу подолго и граѓаните на Република Македонија процедурално да испочитувано да се испочитува процедурата, но во исто време, значи да не се ловат вештерки, да не се прави
хајка, да не се прави политички маркетинг, туку да се утврдат фактите и врз основа на факти да се испредне пред надлежните институции во оваа држава и на крајот на криштата пред граѓаните. Меѓутоа контра на ова, опозицијата вели дека таа се обидува сега пред изборите го струши митот на кредибилитетот кој што вие го споменавте на ВМРО, ДПМН и владината коалиција, нели вклучувајќи ве и вас, односно тие велат. Се што се случува, се што вие гледате на телевизија, се е тоа напумпано, ништо не е така, медиумите се сите под капата на власта, само треба да го фалите Груевски колку што направил, само треба да го фалите Стефче Екимовски, морате да го фалите како градоначалник што направил, не смеете да објавите не доколку му протестирате, доколку, нели, тоа се... Не смеете да објавите ако протестираат, ама не смеете да земете контраизјава од Стефче Екимовски, од нивните медиуми така прават. Ги дават тие што протестираат, но во исто време не земаат контраизјава од мене и они тоа го сметаат за избалансирано новинарство. Дали е напумпана работата на владината коалиција, дека толку многу работа, дали е тоа напумпано или дали се напумпани анкетите за рейтингот? Она што граѓаните на Република Македонија можат да видат дека владеачката коалиција има цел и знае каде оди. Но во исто време она што може да видат граѓаните на Република Македонија е дека опозицијата нема цел и не знае каде оди. Еве, да ги прашаме било кој граѓанин, што е целта во моментов на опозицијата? Веројатно целта би требало да се излезе на избори. Нивна цел не се да се прочисти списокот. Избирачкиот список е само средство преку кое се обидуваат да ги одложат изборите. Нивна цел не е објективно новинарство. Нивна цел е, ако може да се блокира процесот и ако може новинарството да се стави во служба на нивната политика, односно да имаат можности многу поголеми од овие што ги имаат, за да евентуално дојдат на власт. Но во исто време не се грижат за останатите политички партии, помалите политички партии и не се грижат за она што е најбитното, за вистината која што е битна за граѓаните. Веројатно медиумите постојат за вистината, не постојат за политичките партии. А впрочем, овие медиуми од вашата 16 часовна програма која емитувате, вие веројатно имате 2 часа вести и политички програми, или 3 или не знам колку, остатокот се некој друг тип на информации. Да сите граѓани не се толку политички заинтересирани, политички информирани, да ние се треба сега да изрегулираме, но во исто време тоа да се стави само во служба на опозицијата. Меѓутоа обвинува опозицијата, обвинува СДСМ дека се што се правило низ годините за да се оцрни СДСМ се прави и понатаму од страна на ВМРО. ДПМН се обидуваат со дел од прислушкуваните разговори тоа да го докажат. Најактуелно е сега последната кривичната пријава за директорот на Дайнерс, за кој што СДСМ вели дека е реактивирана за да би се нели повторно нанесла штета на угледот на неговата сопруга. Одлично, бидејќи тука сум инволвиран. Прво вака да ви кажам, каде тоа има за својот непријател да зборуваш добро? Каде тоа го има? За својот политички непријател да треба да го фалиш. Нормално секој политички противник, другиот политички противник се обидува да го дискредитира и така натаму. Меѓутоа во исто време, тоа е битката, но во исто време мора да има и понуда према граѓаните, не можете само вие со дискредитација. Ние овде гледаме од една страна само политички дискредитации и ние не може да прифатиме еден нихилизам кој што постои кај опозицијата, да не кажеш дека видите се среди даночниот систем во Република Македонија, дека имаме стабилно финансирање во државата, дека имаме огромни државни инвестиции, дека имаме странски инвестиции многу повеќе од било кога во Република Македонија, дека се гради инфраструктура било кога од Република Македонија, дека бруто општествениот производ е многу пати зголемен, дека во тешката економска светска криза Македонија излезе со позитивни економски параметри. Тешко е во окружувањето, тешко е секаде, но очигледно дека оние прогнози што беше дека ќе крахира владата, ќе крахира буџетот, ќе нема да има приходи и така натаму, се е тоа апсолутно неточно. Не можеме да кажеме дека оваа влада не се бори за името. Не се бори за пробив на меѓународен план на Република Македонија, дека имаме непатриотска влада. Не може никој да каже дека имаме влада која не работи.
Не гледаме дека секој ден за да имате вие негде да сечете ленти, да промовирате градби и така натаму, што значи дека министри, јавни предпријатија, владени службеници така натаму и како треба да бидат впрегнати во остварување на тие програми. И затоа мислам дека од една страна понудата е никаква, целта не можеме да ја видиме, од друга страна се гледа дека некој јасно има патоказ каде оди и каде сака да ја види Република Македонија и тоа очигледно дека граѓаните го препознаваат и како резултат на тоа е и верификацијата на анкетите. Така. И тие анкети се непобитни. Моето мислење е дека најпаметно за Социјалдемократскиот сојуз нити Катица Јанева, нити специјално обвинителство, ни Свети специјално обвинителство нема да им помогне. Најпаметно е за нив да си побараат избори 2018 година, И да се подготват. да се консолидираат, да се подготват, да понудат нешто што е опипливо за граѓаните на Република Македонија, не флоскули, да им кажува Радмила Шекеринска, не се живее, почитувани граѓани, со 8.000 денари, да, почитувана Шекеринска, не се живее со 8.000 денари, но треба да им кажеш на граѓаните како се живее со 5.700 евра кирија од еден стан и уште 860 евра кирија од друг стан, така треба да им објасниш како се живее. Точно дека со 8.000 денари не се живее. И кога го спомнавте веќе господинот Бобо, незиниот сопруг, тој имаше поднесено приватна кривична тужба против мене за наводна моја навреда, затоа што сум рекол дека треба да одам на часови кај Бобо, кој што знае како се перат пари и така натаму. Човекот бил многу вознемирен, па дури психички проблеми имал, каде што господинот доктор Новотни има дека, како да кажам, душевна болка трпел и се останато што следи со таа душевна болка, искрен да бидам, и јас би чувствувал душевна болка да зимаш 6.500 евра, најнаш да не ги зимаш, но дека се чувствува душевна болка. Но и тогаш и сега, тогаш му кажав дека тоа што ти не е докажано дека си перел пари, не значи дека не си перел пари. И еве сега излезе на видели на целата таа работа, затоа што со парите кои што од собствената фирма за собствен стан си плакал кирија, практично го прикривал придонесот за пензиско инвалидско, придонесот за здравство и придонес за осигурување во случај на невработеност, а е плаќено само персонален данок. Значи негде околу 36-7% поевтино ги вадал тие пари ако во случај тие биле плата. Практично тој дел од плата префрлувал преку овој начин, преку собствени кирии на себе и на неговата мајка. И јас не можам да се изначудам зошто цело ова време управата за јавни приходи, обвинителството и така натаму, мислам дека многу побрзо оваа работа требаше да процесуира и ако бидеме искрени, за многу помали кривични дела луѓе одаја во притвор, и мислам дека господинот Бобо треба да биде среќен што за оваа работа не е во притвор, затоа што ги има уштетено фондовите на Република Македонија на ваков начин. Кога седнавме да дебатираме, бевме еден на еден, рековме дали ќе успееме да го исполниме час да дебатираме, меѓутоа еве го исполнивме, господин Киевски, дојдовме на крајот на емисијата, се надевам дека бев достоен противник ваш и не ве навредив нели со моите прашања. Се обидував да бидеме конструктивни, нели да дадеме одговори. Ви благодарам што се одзовавте на поканата на телевизија Нова да бидете гостин на ова отворено студио. Благодарам. Овде ќе го завршиме нашето дебатирање, мини дебатирање оваа вечер. Гостин ни беше господин Стефче Екимовски. Одгаткавме многу работи кои што се околу изборите, околу Пржинскиот договор, околу политичката ситуација во Македонија. Вам, драги гледачи, го благодарам што бевте со нас овие час и нешто. Останете со телевизија Нова, следуваат вестите.